Саботно издание на регионалните вести. Денот на независноста 8 септември во Гостивар беше одбележан со свечен собир и положување на цвеќе. Од собирот беше испратена порака дека мирот, заедништвото и толеранцијата треба да бидат вредности кои ќе ги негуваат сите граѓани и политички чинители. Во Гостивар традиционално во чест на Денот на независноста 8 септември се одржа свечен собир пред споменикот на паднатите борци во градскиот парк. На одбележувањето присуствуваа граѓани, представници од политички партии и здруженија, а прославата ја организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар. Пред присутните за важноста на историската одлука донесена на 8 септември 1991 година зборуваше председателот на боречката организација Радислав Гиноски. На 8 септември 1991 година граѓаните на Република Македонија се изјаснија на референдум на прашањето дали сте за суверена и самостојна Македонија со право да стапи во сојуз, иден сојуз на суверените држави на Југославија. Од оние што излегува на гласање дури 95,09% одговорија позитивно на поставеното прашање. Овие бројки се израз на колективната свест на граѓаните, сами да ја определат иднината и сами да ја сносат одговорноста на таа одлука. Во својот реферат Гиноски нагласи дека мирот, заедништвото и толеранцијата треба да бидат императив на сите граѓани и политички чинители. Без разлика на тоа кои сме и што сме, какви сме и како се викаме, изборуваме, високо да го издигнеме слободарското знаме, знамето на мирот, на заедништвото, толеранцијата и добрите меѓуетнички односи. И без резерви да чекориме во иднината, во интерес на сите нас, а посебно на младите генерации кои доаѓаат и нараснуваат. Имаме потенцијали, имаме високо развиена свест. Потребно е само сите сили да се впрегнат сложно и заеднички Република Македонија да ја внесеме во Европската унија и Северно-Атлантската алијанса и достојно, гордо зачекориме во европското семејство на народите. Прославата продолжи со положување на цвеќе на споменикот на паднатите борци. Букети положија делегации на Сојузот на борци, Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. 8 септември како државен празник е неработен ден за сите граѓани. Годинава со оглед дека датумот паѓа во недела, неработен е понеделникот. Идејата за производство на граф на бамбус и трска на задругата Екофасуле од Тетово пропадна. Помошта која државата им ја ветила не ја добиле. Задругата сега е под стечај, а нивите празни. Гравот произведен на трска и бамбус дава за 3 пати повеќе род од традиционалното гледување новој производ на пченка. Се тоа ги мотивирало Мемет Синани и уште десетина земјоделци од Полошко пред 5 години да формираат задруга и да започнат со овој начин на производство, откако државата им ветила помош и големи поволности. Со голем ентузијазам само Синани заседил 20 декари граф на трска и бамбус, со надеж дека институциите ќе помогнат за пласман, ќе субвенционираат дел од вложеното и што е најважно, ќе обезбедат специјална механизација за берба на гравот. Но од ветеното ништо не исполниле. Па така, Мемет и останатите трската и бамбусот лани ги извадиле, ги складирале во магазините, а нивните ниви сега се запуштени ливади. Беше обеќано дека за другите би добивале барем 20 задруги од 40 отприлика што ги има во Македонија, би добиле некои грандови за механизација, не пари, него механизација. И ние направиме лаборати, каде што нашата задруга неколку пати фати прво место. И нас прво ни рекоа дека 80.000 евра, па падна на 20 и нешто илјади евра, па падна на 2.500 евра, па после нема ништо. Еве, ден денес нема ништо.
И така да ние моравме производството на граф со бамбусови стапчина да го прекинеме затоа што рачно не можеме да го собериме. Механизацијата кошта пари. Вели дека македонското земјоделие може да оди напред само преку заеднички настап на задругите на странскиот пазар. Но мора најпрвин да се смени законот за задругите, на кој сега државата гледа како на бизнис сектор, а буквално не им дава никаква помош. Ако ти си член на една задруга, со самото членување и во централен регистар, ако се запиши, и автоматскиот труд те исправат, затоа што ти си вработен. А додуше ова не е фирма, не е предпријатие, ова е земјоделска задруга каде што сиромасните земјоделци се групираат за да можат пласманот и производот нивен да го продават полесно. Синани од идејата за одгледување на тетовски граф на бамбус и трска не се откажува. Се надева на подобри времиња за земјоделието. До тогаш, вели, тетовското графче ќе го произведува само за себе, на традиционален начин. Семејството Јовановски од Тетово минува низ тежок период. 45 годишната Елизабета Јовановска е невработена и боледува од канцер на дебелото црево. Третманите и прегледите се скапи, а со сопругот и синот едва и крпат крај со крај. Бараат било каква помош од хуманите граѓани. Веќе 3 недели семејството Јовановски живее без електрична енергија. Струјата е исклучена заради неплатените сметки, а често се случува и да не можат да се прехранат. Секој денар го трошат на лекови. На 45 годишната Елизабета Јовановска, невработена мајка на 20 годишен син, пред неколку години е диагностициран канцер на дебелото црево. И нејзиниот сопруг се соочува со здравствени проблеми. Се обидува да ги набави лековите со парите што ќе ги заработи со привремена работа во Германија, но како што вели Елизабета, ситуацијата во која се наоѓаат е многу тешка. Мене прво ме лечеа од хемороиди. И ја тражих ректоскопија, тоа е 25 см од дебелото црево, ја бев во многу тешка здравствена состојба и кога видов дека 3 пати идем на контрола, дека јас сум све надоле и надоле, ја сама на своја иницијатива, најефтина беше варијанта у Гостивар има една интернистичка амбуланта за да ми направи колоноскопија, тоа е снимање на дебелото црево. Инаку по другиве све приватни беше на 200 евра, таму беше 4500, ја отиднав закажав, за една недела ми закажаја и пројде една недела, сопругот ги зел резултатите, ама не ми кажал мене, зашто му рекле дека е канцер од 3 степен. Елизабета се лечи приватно со алтернативна медицина, бидејќи нема здравствено осигурување, а и третманите се скапи. Ми тража PET скен за да видат дока е работата, зашто малку ми варира маркерите за дебелото црево и осеќам некој толгубе на дојката и ушите. Значи, тој PET скен ќе покаже цело тело. Има малигно, има бенигно, има што има, како има. Тој PET скен приватно е 58.000, а на книжка е 4.700. Елизабета бара било каква помош од хуманите граѓани, а вели дека голема поддршка и се и пријателките. И покрај нејзините маки, Елизабета сепак мисли и на другите. Се обраќам на сите кои имаат добро срце да помогнат за да излезем на нула и да помагам и ја на други луѓе. Напаѓачите на докторот вработен во кожно-венеричната служба при клиничката болница Тетово заработија кривични пријави. Судија на претходна постапка ми одреди 8-дневен притвор на двајцата напаѓачи на лекарот вработен во кожно-венеричната служба при клиничката болница Тетово, СВР Тетово. Претходно им поднесе кривична пријава против 43 годишникот од Тетовска Голема Речица и неговиот брат на возраст од 40 години од Тетово, поради основи на сомнение дека сториле кривично дело насилство. Тие се сомнича дека вчера, во период од 9 до 9 часот и 30 минути, на оделението за кожни болести во Тетовската клиничка болница, физички го нападнале лекарот А.Е. на возраст од 45 години. Во несреќа која се случила утрово околу 8 часот на патот Маврови-Јанови-Дебар, повредени биле 3 лица. Нова сообраќајна несреќа е регистрирана утрово на патот Маврови-Јанови-Дебар во близина на Скудрински мост. 3 лица завршиле со повреди. Според информациите од секторот за внатрешни работи Тетово,
Несреќата се случила околу 8 часот. Автомобил Passat со албански регистарски таблици, што го управувал 32 годишниот АБ, излетал од коловозот. Се уште не се знаат причините поради кои возачот изгубил контрола над возилото. Освен него, со повреди се здобиле и 19 годишна девојка и 34 годишно машко лице. Полицијата извршила увид и работи на утврдување на поединостите. Пред 10 дена на патот Мавровјанови-Дебар во близина на Скудрински мост се случи фатална сообраќајна несреќа која заврши со човечка жртва. Загина 68 годишна скопјанка, додека 2 други лица беа тешко повредени. Добре дојдовте во темата на неделата. Многу луѓе гладуваат, а на глобално ниво 1/3 од произведената храна се фрла. Овој факт мотивира активисти да превземат акции за борба против фрлањето храна. Започнуваме со примери од Германија, каде што постои малку чуден закон дека не смеат да се земаат непродадените артикли кои се фрлени во контейнерите на супермаркетите. Млади луѓе се борат против тоа со герилски акции. Со качулка на главата и батеријска ламба, Андреја влегува во дворот на еден берлински супермаркет. Цел на овој 22 годишен магистрант по физика, кој одби да го даде своето цело име, е отпадот полн со тестенини и тропсковоши. И сето тоа во оригинална амбалажа. Ich handle hier auch tatsächlich gegen dem deutschen Recht, denn Containern ist ja verboten, ist illegal, damit riskiere ich eine Anzeige und einen Prozess und das wäre dann Diebstahl. Aber ich finde, mein Gewissen sagt mir, das Essen sollte gegessen werden. Работите во отпад остануваат собственост на оној што ги фрлил, додека не бидат собрани во некоја депонија. Андреја додава дека не го прави тоа од финансиски, туку од политички причини. Јас се борам против системот што се темели врз прекумерно потрошувачка, вели тој додавајки. Meine Oma selbst hat mir immer beigebracht, das Essen wird nicht weggeschmissen, alles was auf dem Teller ist, wird gegessen. Сепак, како што додава, луѓето повеќе сака да фрлаат храната отколку да ја даваат бесплатно. Стотици активисти низ цела Германија, како Андреја, продолжуваат да крадат фрлена храна со надеж дека на таков начин ќе можат да ја принудат индустријата да преземе активности за да го запрат фрлањето храна. Годишно во Германија се фрлаат 11 милиони тони храна. Тања Дрегер, специјалист за храна од еколошката организација Светски фонд за природата, вели дека сите имаат одговорност. Eine ganz langjährige Forderung des WWF ist, dass jeder seinen Beitrag leisten muss, nicht nur der Verbraucher, sondern eben auch der Handel, der Landwirt, die Lebensmittelindustrie und jeder sollte in die Pflicht genommen werden. Постојат начини и да се храните ефтино, а и рестораните да го сведат на минимум фрлањето храна. Тоа го овозможува смарт апликација. Зашто станува збор? По долгиот ден на работа, Ана Катрин Фајсингер од Берлин е премногу уморна дури да помисли да подготува вечера дома. Нешто пред крајот на смената, таа на телефон ги проверува околните ресторани, хотели или пекари за какви било остатоци што се продаваат со попуст на крајот на денот. Таа е дел од растечкото движење на еколошки свесни луѓе кои користат модерна технологија за да помогнат во намалувањето на отпадот од храна. Таа смета дека станува збор за вин-вин ситуација, односно добива поевтин оброк, а рестораните заработуваат пари наместо да ја фрлаат храната. In erster Linie ging es mir wirklich die ganze Art und Weise wegen der Umweltverschmutzung, dass man dem, weil ich auf einigen Wegen versuche, dem entgegenzuwirken und das ist einfach die einfachste Art täglich. Апликацијата е една од бројните услуги што користат технологија за да помогнат во решавањето на проблемот со отпадот од храна. Некои еколошки свесни луѓе имаат изградено мрежни заедници кои споделуваат храна со своите соседи наместо да ја фрлаат. Дури германската влада лансираше телефонска апликација која нуди рецепти од готвачи на славни личности направени специјално од намирници кои воспротивно може да бидат фрлени. Во Македонија нема прецизни податоци колку храна се фрла годишно, но расте свеста дека храната не треба да завршува во контейнери.
За сега главно преку хуманитарни организации се собира и им се дели на сиромашните. Во Македонија голема е бројката на луѓе кои немаат доволно храна, но според граѓанските организации расте и свеста дека храната не треба да се фрла, бидејќи се повеќе компании се вклучуваат во донирање на храна. Пунктот на хуманитарната организација Свети Спас во Драчево е само еден од неколкуте кој функционира повеќе од 3 години и каде околу 220 семејства обезбедуваат продукти од донирана храна. За тие семејства најосновните намирници ги обезбедуваме кои што се зетин, сол, шекер, леќа, граф, брашно, палента, конзерви, паштета, месен нарезок, тестенини, макарони, шпагети, претежно најосновните намирници. Според представниците на граѓанските организации, промената на состојбата со високиот број семејства со недостаток на храна треба да биде преку зголемување на можностите за поврзување на компаниите кои имаат вишоци храна, кои преку хуманитарните организации ќе им бидат овозможени на граѓаните. Но според нив државата треба да направи и посебни политики за превенција на фрлањето на храна. Граѓанската организација Ајде Македонија преку системот Сите Сити се грижи вишоците на храна компаниите да ги донираат и потоа да завршат кај граѓани кои немаат доволно храна. Активисти од невладината организација Ајде Македонија објаснуваат дека се повеќе компании се вклучуваат во донирањето храна. Во моментов на вистина имаме се повеќе компании кои што влегуваат и се многу активни во мрежата Сите Сити. Тоа се надеваме дека ќе продолжи, бидејќи може да ги видат директно и бенефициите да ги почувствуваат за нив, но и бенефициите што ги даваат за општеството. Податоците во Македонија покажуваат дека загубите на храна се случуваат најмногу во процесот додека таа стигне до крајниот потрошувач, за разлика од поразвиените земји каде храната се губи кај крајните потрошувачи кои купуваат и фрлаат големи количини. Донирањето на храна според граѓанските и хуманитарни организации е важно бидејќи околу 460.000 луѓе во земјава не можат да си обезбедат 3 оброци во денот, а истовремено земјата е на врвот по фрлање на храна. За донирањето на вишоците на храна во тек е подготовка на закон со кој домаќинствата нема да бидат засегнати, туку ќе ги опфати само правните лица кои ќе можат директно да ја донираат храната до крајните корисници, на пример социјално загрозени граѓани или до организации кои потоа ќе ја редистрибуираат храната. Законот треба да обезбеди услови за развој на оваа област. Значи во подготовка е закон со кој треба да се регулира донирањето храна, но зошто е потребен закон за тоа? Еден закон за донирање на виша храна ни беше пред се потребен за да утврди кои се тие што учествуваат во самиот процес на донирање, каква храна може да се донира, кои се прават и обврските. Прво да даде една, како да кажеме, една рамка на функционирање на сите инволвирани внатре во самиот процес. Тоа значи компаниите, граѓаните и хуманитарните организации. Мислам дека тоа ќе се постигне со овој закон, ќе даде едни основни услови за понатаму областа да се развива. Законот се очекува да биде донесен до крајот на годината. За граѓанските организации е важно тој да биде функционален, да поттикнува, а не да ја спречи донацијата на храната. Тоа беше се во оваа емисија, во која стана збор за потребата од подобро распоредување на храната и што со вишокот храна, со цел таа да не заврши во контејнери. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање. Турски суд ја осуди познатата опозицијска активистка Канан Кафтачоглу на 9 години и 8 месеци затвор поради повеќе злосторства. Канан е осудена за навредување на председателот и ширење терористичка пропаганда, соопшти главната опозицијска партија. Во обвинението се цитираат неколку твитови кои Канан, лидерка на партија во Истанбул, ги постирала на социјалната мрежа од 2012 до 2017 година. Обвинетата активистка веднаш ќе замине во затвор, но има право на жалба. Градоначалникот на Истанбул кажа дека верува дека вишите судови ќе ја турнат пресудата против Канан, истакнувајќи дека е тажен поради пресудата. Индија изгуби контакт со вселенското летало Викрам, кое требаше да слета на месечината.
Леталото требаше да слета на јужниот пол на месечината за да постави возило кое требаше да трага по вода, соопшти Индиската организација за истражување на Вселената. Се уште не се знае дали леталото слетало или доживеало несреќа. Од ИСРО навеле дека во тек е анализа на податоци за да се утврди што се случило. Мисијата Шандрајан 2, за која се потрошени околу 140 милиони долари, имала за цел да ги анализира кратерите на темната страна на месечината, кои содржат резерви на вода, што го потврди мисијата Шандрајан 1 во 2008 година. Новата мисија полета на 2 јули од Вселенскиот центар во Сатиш Даван, пошто Шандрајан 2 помина неколку неделен пат кон месечината за конечно да влезе во незината орбита на 20 август. Бројот на загинати во ураганот Дориан на Бахамите се искачи на 43, а тој број се очекува значително да расте. 35 луѓе загинале во невремето на островот Абакос, а 8 други загинале на големите Бахами. Потрагата по исчезнати лица продолжува и денеска. Ураганот од 5-та категорија што ги зафати Бахамите ги погоди американските држави Јужна и Северна Каролина, ослабнат како ураган од 1-ва категорија. Сепак на 280.000 објекти и домови останаа без електрична енергија. Метеоролозите предупредуваат дека иако Дориан ослабнал, сепак е придружуван од силни ветрови и представува опасност по животот и имотот на луѓето во тие држави, но и во Вирџинија. Затоа гувернерите на тие држави прогласија вонредна состојба. Предупредување за евакуација е издадено во двете Каролини за околу 900.000 луѓе. Времето денес беше променливо облачно, на повеќе места нестабилно со повремен пороен дожд и грмежи. Наместа процесите поинтензивни во форма на невреме со пообилни врнежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Температурите се движеа од 12 до 23 степени. УВ индексот изнесуваше 5. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Околу пладне и пладне со краткотраен локален дожд и ретки грмежи. Температурите ќе се движат од 14 до 26 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 6. Тоа беше се во вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.